Писмото на австрискиот амбасадор стигна до судскиот совет и до јавното обвинителство. Советот ќе ги проверува наводите за влијание врз судии, обвинители, извршители и нотари во случајот со фирмата на браточетката на Зоран Заев. Обвинителството пак постапува по 3 кривични пријави од австриската компанија, која не може да си го наплати долгот од 4 милиони евра од македонската фирма за корнишони во сопственост на Емилија Заева. Според информациите од судскиот совет, членовите биле известени за случајот преку поднесок што го поднал амбасадорот и во прилог ставил исечок од објавениот текст во неделникот Фокус. Од содржината на примениот допис, членовите на Советот на работен состанок констатираа дека поголемиот дел од наводите се однесуваат на незадоволство од постапувањето на јавното обвинителство, а во еден дел се споменува и трговскиот спор што се води пред Основниот суд во Гевгелија, кој е во тек. Во содржината на дописот, амбасадорот истакнува сомнеж дека спорот се води под надворешни влијанија. Од работната средба произлезе заклучок дека наводите во известувањето ќе бидат проверени од страна на координаторите на Основниот суд во Гевгелија и Апелацискиот суд во Скопје, со непосреден увид на списите на предметот, действијата преземени од страна на судовите и евентуално донесените одлуки. Обвинителството води истрага дали вработени во катастар ја оштетиле фирмата за која реагираше амбасадорот. Директното посочување од страна на амбасадорот на Австрија пак го налоти Заев кој се закани со тужба. Тврди дека не е поврзан со предметот на браточетка му. Колку што гледам и читам од соопштението на амбасадорот, овој судски деловен процес е јавен и транспарентен како и сите други судски процеси. Законите важат еднакво за сите и убеден сум дека судот ќе донесе законита одлука, како и впрочем се очекува без разлика за кој граѓанин или правен субјект се однесува. Јас можам само да апелирам судот и правосудните органи, како и која било друга институција да си носат исклучиво законски одлуки и да не дозволат никој да им влијае на работењето и одлучувањето. Ако амбасадорот и амбасадата го споменат уште еднаш моето име во ваква негативна конотација, нема да можам ништо друго да преземам, освен што ќе морам да ги тужам за нанесена штета врз честа и угледот. Според адвокатот Сашко Дуковски, Зоран Заев Бадила се заканува со тужби бидејќи амбасадорот ужива дипломатски статус, а како што вели, обичен студент по право го препознава криминалот во случајот. Текот на нештата во оваа постапка ми особено дека има пренесување на имот од една во друга блиска фирма ми укажува ноторно дека целта на фирмата должник е да не го исплати долгот кон австриската компанија. Председателот Пендаровски пак смета дека е легитимно обвинувањето на амбасадорот бидејќи нему му е обврска да ги штити приватните бизниси на своите сограѓани. Станува збор за легитимна обврска на секој амбасадор. И нашите амбасадори кои се надвори, представуваат наша држава, имаат обврска да ги штитат интересите и на приватните граѓани, не само на институциите на државата која ја представува. Видовме реакција во текот на вчерашниот ден и од поранешниот премиер, кој именно упати на институционална разврска, така што очекува македонските институции кои се единствено надлежни во вакви ситуации да утврдат дали навистина, како што тврди амбасадорот, имало непочитување на меѓународна арбитража. Австрискиот амбасадор Георг Вуцас обвинува дека судии, обвинители, нотари и извршители преку нивните действија спречуваат компанија од Австрија да се го наплати милионскиот долг од Валандовска фирма која се занимавала со производство на корнишони. Валандовската компанија го прекршила договорот со австрискиот инвеститор, па арбитражниот суд во Виена пресудил да плати над 4 милиони евра. Додека се потврдува арбитражната одлука пред македонските судови, Валандовската компанија заработила кривични, бидејќи префрлала пари на друга поврзана фирма, а се укинувале и превремени мерки, со што и се остава можност и време на домашната компанија да се ослободи од имотот и да нема со што да го плати долгот.